Средба со криминалци нема да има. Нема средба за техничката влада. Мицковски е во тесно, му се брза и бара аливи за распишување на предвремени избори. Ова што се случува е сценарио кое што е смислено уште лани, кое јас и СДСМ го разоткривме и јавно го говориме повеќе од 2 месеци. Предвремени избори па мигранти за пари. Нема пари во буџетот, власта се брза да превземе мигранти, да земе кредит 6 милиарди евра плюс 20.000 фунти по мигрант, како што пренесува британските медиуми. Мицковски тендер коалицијата ВМРО знам, нека си ги распишат изборите сами, кога веќе се имаат испланирано, СДСМ нема да биде покритие за ова сценарио. Техничката влада мора да остане, затоа што власта узурпираше се. Ги стави канџите во правосудството, превзема целосна контрола врз обвинителството, носи измени на кривичниот законник спротивно од препораките на Европската Унија, тоа го прави за заштита на криминалот на власта, донесе резолуција за укинување на слободата на говор на опозицијата, со тоа ја загуши дополнително демократијата, и донесе закон за полиција, за целосна партизација и за бркање на професионалците. И за сето ова, во текот на утрешниот ден, ќе организираме брифинг на кој што ќе ги соопштам во детали работите кои што се прават во правосудството со поднесените предлог закони. Да не бе овие чекори, можда и можеше да се разговара, ама ова е класична мафија. Со криминалци кои се обидуваат да узурпираат се и да се спасат себе си, нема седнување на маса за техничката влада. Има само одговорност. Сето она што СДСМ го говори во изминатиот еден месец, сега се случува пред очите на граѓаните. Се потврди поврзаноста со СНС и со Србија. Исто така, тоа што го зборувавме. Како е можно во рок од само 1 час по изјавата на Вучич во Србија, Мицковски да ги споменува изборите? Што е тоа? Коинциденција или тоа што го зборуваме изминатите повеќе од месец дена? И сега е на сите јасно се, нема потреба од дополнителни објаснувања. Акцијата на Соединетите американски држави, законот за Западен Балкан, каде фокус е борбата против криминалот и корупцијата, ги забрзаа работите. Зошто постои потреба токму на најголемиот празник на Божик да се пласираат вакви политички вести? Очигледно е дека се разоткриени пред целиот свет. Постојат најави за црни листи, за санкции на политичари од целиот регион, кои што ќе бидат објавени овој или наредниот месец. Мицковски повикуван на средба, а до вчера ме обвинуваа, секој ден бараа да си заминам од СДСМ, измислуваа за мене приказни Дубај, Харешџиновиќ, Сен Мориц, секој ден лажни вести, навреди додека со службите ме следат. Дури во СДСМ однатре се обидува да ја рушат партијата. И сега средба. Па дали мислат дека и јас и СДСМ сме наивни? Средба нема, техничката влада останува. И благодарам. Велите нема да има средба, односно вие не би учествувале на тоа и упатувате ВМРО сами да си распишат избори, што ако навистина распишат избори и да остане дури техничката влада, тогаш кои се позициите на СДСМ? Ќе учествувате во таква техничка влада? Ќе учествувате на избори? Апсолутно. Ние ќе учествуваме и сме спремни на избори кога и да ги распише ова најкорумпирана власт во Европа. Ама сега граѓаните ќе знаат. И лажните кампањи повеќе нема да им поминат. Ќе знаат дека на страната на ВМРО е криминалот, корупцијата, изолацијата и антиевропската агенда. Знаат дека не сакаат. Ќе знаат дека не сака да направат ниту еден чекор напред кон Европа, кон вистински реформи и кон тоа што граѓаните го барат и го очекуваат. А на оваа страна, на СДСМ, вистинските реформи, европскиот пат, вистинската борба против корупцијата и криминалот. Порано и СДСМ бараше укинување на техничката влада, сега зашто сте толку многу против? Поради тоа што техничката влада беше воведена за да власта, тогашна на ВМРО-ДПМН, не ги злоупотребува институциите. А ние гледаме
во овие години и пол дека во ВМРО ништо не е сменето. Продолжија со узурпацијата на сите институции. Тоа го видовме за време на локалните избори, злоупотребата на полицијата, на службите за социјална во делот на социјалните работи, во делот на воведување, носење на нови закони во правосудството, и затоа сакам во текот на утрешниот ден детално да образложам што е тоа што оди во прилог на тоа техничката влада да остане, затоа што предлог законите кои што се донесени во сферата на правосудството воопшто не ги пратат насоките од оценската мисија од Европската унија. Напротив, дозволуваат уште поголема злоупотреба на ова власт, на правосудните, полициските институции. Така да, техничката влада мора да остане, затоа што оваа власт покажа со конкретни дела, со конкретни чекори дека не владее демократски. Благодарам.